Почитувани добра вечер. Уште една декемвриска вечер и уште едно ново издание на емисијата Интервју на К3 телевизија. На наше огромно задоволство се надевам и ваше. Наш вечерашен гостин е господинот Драги Аргировски, актуелен председател на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Република Македонија. Господин Аргировски, добра вечер и добре дојдовте во нашето студио. Чест ни е што сте наш вечерашен гостин, бидејќи вашите активности периодов се бројни и одвоивте сепак во рамки на тоа слободно време за гостување кај нас. Добре дојдовте, доаѓате во вашиот роден град и во медиумска куќа, нели, во Медиум. Знаеме дека вие сте цел животен век новинар. Евоцирате ли некакви спомени во вашето родно Куманово и како се чувствувате вечерва овде? Секако пријатно, уште повеќе што ова е ново студио на К3 и мислам дека заслужуваше и Куманово, и Крија Паланка, и Кратово да добијат едно вакво регионално телевизиско емитување, бидејќи само на тој начин граѓаните на Македонија од овој дел ќе бидат и добро и точно информирани и што е најважно, ќе може да се дружат со многу луѓе преку вас, бидејќи секоја телевизија е прозорец и кон домашната атмосфера, но и кон светот. Мислам дека прашањето е многу фино, бидејќи се чувствам и гордо и задоволство имам што се наоѓам во мојот роден град, каде сум роден на 17 март 1939 година, значи одамна тоа, значи, но град во кој сум завршил и основно училиште во Крстимир Сирков, гимназија Гоце Делчев, а потоа бев и во новинарска школа, завршил во Белград и филозофски факултет во Скопје. Но секогаш и во тие времења на младоста се сеќавам на мојот роден град, на убавите спомени од младост, од детството, бидејќи проследувам на убава добра фамилија. Уште повеќе што бевме познати по тоа време, јас и моите другари, со убавите серенади што ги правиме низ кумановските мали и што исто така бев во тоа време исто избран како студент како писател на студентската организација на Куманово, Крија Паланка и Кратово и беа навистина убави збитнувања во текот на летото, уште повеќе што имавме избор на убавица, најдобрата студентка од овие три градови. Имав таа среќа, постојано јас, Борче Доцевски, мој другар, пријател и неколку други така видни кумановци во тоа време млади, али луѓе кои беа веќе познати, бевме секогаш во жирито за избор на убавици. И навистина имале многу тешка работа, предпоставувам. И навистина имавме голема конкуренција имаше, но избиравме навистина прекрасни девојки од студентки од овој крај, кои има и понатаму има и дури кариери на манекенки и така натаму. Истакнатиот новинар и публицист и актуелен председател на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија, Драги Аргировски, е роден во Куманово на 17 март 1939 година. Во Куманово завршува гимназија, а потоа новинарска школа во Белград и филозофски факултет во Скопје. Тој е основоположник на македонската телевизија. Автор на првиот телевизиски прилог на македонски јазик, објавен во 1961 година. Дописник на Македонската радио и телевизија од Куманово, долгогодишен уредник на телевизиски дневник на Македонската телевизија, основач на дописната редакција и на ТВ програмите на националности кои живеат во Република Македонија. Тој е новинар со над 50 години плодна и многу успешна новинарска кариера. Во пензија заминува како помошен генерален директор на Македонската и радиотелевизија за програмски прашања, а неговата новинарска кариера е истовремено и историја на Македонската телевизија. Како новинар и уредник, Аргировски е известувач од речиси сите најзначајни настани во нашата земја.
Автор е на 18 публицистички книги, од кои 5 за чувствителната пензионерска проблематика, со што, како никој досега, даде значаен придонес во историското осознавање и афирмирање на сите проблеми од животот на третото доба, што е од важно значење и јавен интерес на државата. Добитник е на голем број награди и признанија. Во далечната 1972 година за книгата Од визија до стварноста и нови чекори ја добил Ноевриската награда за публицистика на Куманово. Во 1977 година престижната награда Крсте Мисирков на Сдруженијето на новинари на Македонија. Потоа Златно перо на хуманоста на Црвениот крст на Македонија, признанието Мајка Тереза и други. Во 2012 година читателите на весникот Нова Македонија го избраа за личност на годината, а во 2013 година Аргировски ја доби и највисоката државна награда 11 октомври за животно дело во областа на новинарството и публицистиката. Од Европскиот институт Хеврека прогласен е за експерт на трето животно доба, а на 1 октомври годинава во Љубљана беше промовиран за лидер на пензионерското организирање на Балканот. Да се навратиме на вашите почетоци во нашата струка. Па видите што е, прво јас уште како во гимназија почнав во младинската програма на Радио Скопје да се јавувам, а по матурирањето веќе станав дописник и на Радио Скопје од Куманово и на Нова Македонија повремено, бидејќи во тоа време беа добро се дружев со луѓето со кои исто така многу добро соработав во новинарската фела. Тоа беше Петар Трајковски, познат новина од Куманово, Александар Ачковски, исто така добро соработав и со Пачков, Трајко Пачков, кој во тоа време беше хонорарец, овие двајца беа професионалци. И беше битно што сакам навистина мојот роден град да го афирмирам, што може повеќе да се дознае дека во тој град има еден прекрасен живот, има живот на соживот, многу битен во тоа време, и живот на една перспектива на еден град, првоборец, кој од ден на ден се повеќе и повеќе се развиваше. Јас стана после прво во Скопје, имав таа среќа да бидам примен на работа на 1 септември 1960 година како еден од основачите на македонската телевизија и во март 1961 година го подготвив првиот телевизиски прилог на македонски јазик, кој влезе во сите енциклопедии кои се работи за телевизија. Да, во сите анали на развојот на телевизијата. Тоа многу значеше, уште повеќе за Куманово значеше тој прилог што говорев за како се ангажирани младите пред стартот на изградбата на автопатот Куманово-Миладиновци. Во Куманово, Кумановска бања во тоа време беше и главниот штаб на младинските бригади кои го градеа патот. Тоа беше за Куманово и големо признание, но и многу значеше еден живот многу јак, раздвижен од цела бивша Југославија, беа тука младите средношколци, работничка младина, после дојдоа преку лето и студентската младина. И тука во Куманово, во дел на Македонија, се градеше автопатот многу значен за приближување на Куманово кон главниот град на Македонија. Така мојата кариера почна во Скопје, со други збори, во професионална кариера. Јас од 60 година се професионална. Какви беа условите тогаш? Па видите, условите беа, тоа беше тоото чудо на Македонија и да се каже телевизијата, многу малку луѓе ја знаат, тоа нов медиум кој уште тогаш знае дека ќе ја освои публиката, која има голема перспектива и уште тогаш има визија дека ќе стане она медиум без кој не се може. Јавен сервис многу јавен, на граѓаните. Јавен сервис на граѓаните. Тоа ќе биде нешто што живеат. Сега нема човек кој не живее со проблемите на телевизија, односно со информирањето од телевизијата. Телевизијата е присутна во секоја пора од живењето, така? Така да
и само доброто информирање може да придонесе граѓанинот да биде и прав граѓанин, добро, точно и благовремено информирање и да не дозволи спекулации, лаги да се шират. Ако е добро информиран, лагата секогаш има црвено светло. Не може да припари на секаде, на виделина, веќе победува фактот, победува аргументот. Но за тоа сигурно ќе зборуваме и подосна. Сега кога сум кон тоа, веќе кога дојде 63-та година, се случи Скопски земјотрес, јас известувавте ли од Скопскиот земјотрес? Од историскиот земјотрес? Многу известува и тоа секаде се ширеше таа вест, посебно за солидарноста на Скопје, за градбата и дури едно неколку месеци живеев под шатори во Маđари, беа под шатори, немаме каде живееме. И се што снимавме, се снимаше тука. Одевме директно од предавателот од Маđари на Радио Скопје, а таму и во исто време бевме и како телевизија сместени. Тоа беа денови на младоста, но денови на челичење на новинарството. На калење. На правото калење на новинарството. Што ќе му така се калеже челикот. Токму така. Но и што е најважно, тоа придонесе и многу да се популяризира македонската телевизија секаде на светот, веќе секој ден јавуваме за многу работи што се случува во тоа ново Скопје што се градеше и што стана сега и главна метропола и на Балканот, со други збори, по своите бавини, по своето постигање, по универзитетот, по културните дејности, историските дејности и така натаму. Оскудни ли беа условите за работа, а сепак како работите по наоѓавте елан? Да, елан има, тоа не одржуваше, ентузијазмот не одржуваше. Под шатори кога работите, дури зимата, после се сместиме во Долно Нерези, но добро, за мене беше близко Куманово, патов Куманово, Скопје во родниот град, сигурно имав. Живеевте ли таму и се стациониравте во Скопје? И живе под кирија таму, но се знаеше секој слободен ден, доаѓање во Скопје, со моите другари, со моите пријателки и така натаму, со тоа што... Што ве навраќаше овде постојано? Остана ли целото ваше семејство тука? Тука беа сите моите 4 сестри. Имам 4 сестри и сум единец, како машко, пето дете, машко, во една многу јака кумановска фамилија, тоа е на газда нација водиничарот, син сум, и беше тоа сигурно привилегија да раснеш во една таква фамилија, но најбитно беше што уште тогаш бев научен што значи збор, што значи даден збор. Што кај мојата фамилија нема договор преку нотар или нема договор преку суди и така натаму, се е договор раката. Човечноста. Честноста. И реткост во денешницата. Да, и да ви кажам, јас иако имав, ви кажав, завршен инженерска школа во Белград и филозофски факултет во Скопје, најголемиот факултет, знаете кој е? Домашното воспитување. Од тоа нема поголем факултет и тоа направи во една силна конкуренција што се водеше за тој нов медиум, да успеам до тој степен да дојдам и да бидам и помошник генерален директор на Македонската радио телевизија. Но мораме за Куманово, кога зборуваме, да се вратиме на еден многу битен елемент. После земјотресот, веќе имавме добра куќа во Куманово, таму кај што сум роден. Моите не сакаа да дојдат во Скопје. Вие моравте да бидете таму? Да, и решиме тоа со моите раководители во Скопје, што беа да дојдам во Куманово, да бидам дописник, професионален дописник на радио и телевизија од Куманово, Крија Паланка и Кратово и да известувам во македонската телевизија за се она што се случува во овој регион,
овие сега што го држите. Дали и со слика и со тон извештував? слика и со тоа. Како постигнувавте? Имавте собствен снимател? Имав снимател кој беше Живко Спасовски од Куманово беше, тоа беше фотооко познат снимател. Имав снимател во Крија Паланка Буџо, ми беше снимател во Крија Паланка и снимател имав и во Кратово, Петковски. А бевте единствениот новинар за целиот регион. Како постигнувавте? Бевте ли? Со голема Беше ли тешко инфраструктурата тогаш не била на ова ниво која е сега? Немаше ден да не се јави фили на радио и на телевизија. Секој ден имав и затоа стана многу познат во тоа време. Уште повеќе што 71 година ја напишав и првата книга моја публицистичка, се викаше Од визија до стварноста и таа книга ја добив за таа книга, политичка книга, ја добив наградата на Куманово, наемниска награда на Куманово за публицистика. Тогаш прва се воведе за публицистика и јас сум тој прв добитник на таа награда за публицистика на Куманово. А идната година веќе ја подкрепи со мојот колега Томе Серафимовски и книгата за Крија Паланка за Карпош. Карпош беше тогаш уличение на добра фабрика која освојуваше веќе светски пазари. И впрочем тоа по мене беше монографија за Крија Паланка, првата монографија за Крија Паланка. После се редија две-три нови монографии, но основицата таа беше, бидејќи кажавме дека еве во тој град Крија Паланка, ако се вика Паланка, тоа беше град со перспективи, има живот, има стопанство кое се развие така натаму. За да се напише книга? Стана до 72 година, остана од 65 година до 72 година постојан дописник на радио телевизија од Куманово. А да се напише книга многу значи. Тоа е потишок начин од пишување на книга и од поезија и од роман. Публицистиката бара да имате аргументи, да кажете права вистина, факти, да имате некоја визија и така информации собирани подолг период. Токму затоа и ќе ве прашав, најверојатно често сте биле во Крива Паланка? Многу често бев, та и многу пријатели таму и тогаш што задов сите. Ги задржавте ли пријателствата од тогаш до денес? Како не, сега да кажеме, сега таму имам голем број, уште повеќе што стана и пензионери тие и мои добри активисти во Паланка, Славе Стојановски, Арсен Ливски, дивниот секретар, исто така да има Иван, ми е исто голем пријател, јавниот обвинител што и сега се врати во Скопје, ми беше едно време известен дел и за како председател во наследи Славе, но по мене голем број пензионери ми се големи пријатели, веќе заедно ги делиме пензионерските денови, многу со дружење, со ширење на пријателство и така натаму. Инаку имаме да знаете какви добри спомени во тоа, во Крија Паланка, која е во вашето родно место, е најбитното што во ловечкиот клуб или ловечки, така се викаше капанат, тоа беа спомени многу јаки, а со тогашниот председател на Собранието Николовски бевме главни иницијатори за пошумување на Лудачка река, на тие, сега кога одам таму се одушевувам, или на околината на Јоаким Осоговски. За Јоаким Осоговски сум пишувал почесто репортажи, бидејќи уште во тоа време се знаеше дека тоа ќе биде најпривлечно духовно прибежиште на многу луѓе и една туристичка атракција и стана. Ако морам за мојот град да кажам, за Кратово да продолжам, таму пак со Ајдучка чаршија, со градот на кујите и мостовите, стално пишувавме и навистина ги привлекувавме луѓето со убавините на тој град, уште повеќе што и Силекс како комбинат многу добро работеше и беше навистина задоволство во тоа време да се пишува и за Силекс. Меѓутоа град Куманово значеше пак со
она што го постигнуваше. Тој беше сјајна на стопанство. 10 години во мој период кога известував не се знаеше што е загуба во кумановско стопанство. Беше рекордер по тоа на ниво на Југославија, мислам и пошироко тоа, тоа што другите градови се бореа со некакви загуби, Куманово само растеше. Со таков развој, со таква динамика, тоа беше дури за мене задоволство да го тоа пишувам и во политика, бидејќи станав дописник хонорарен и на политика и на вечерни новости, и за се да се афирмира Куманово на телевизијата, на радиото и во Нова Македонија, кога моите колеги одеа на одмор ги заменував и секој дневно пишував за нешто што го задивуваше секој што ќе го прочита. И ве правеше горд кумановец, предпоставам. Прави на вистина пишови за проблеми. Им некој пати сум и тужен ако за тоа, но секојаш го добивав, секој тужење го добивав однапред, бидејќи нема факти да... А бевте аргументиран. Со аргументите и секојаш во претходна постапка се одбиваше нивното барање. Тоа беше со ЧИК, со македонски, со центар медицински, така натаму, но тоа ми даде за една во тоа време многу значајна етикета дека навистина Аргировски владеја со аргументите. И се оно што го пишувал во тоа време, тоа е една карактеристика за тоа, може би ги постигнал сите резултати што се постигнуваат во новинарството. 4 децении бевте новинар? 4 децении, уште во 5 и сега еднаш новинар, секој си новинар. Тука нема дилема. Како еднаш лекар, секој си лекар. Но беше најбитното во сето тоа што кога и пишував за проблеми, секаде имаше проблеми. Зборев за тоа дека во тој темен тунел мора да се најде светло. А тоа е бара анализа, тоа бара новинарот да ги гледа работите многу аналитички, да ги испитува, да ги види сите страни на тој проблем и за да даде еве како треба се реши. И тоа го беше... препознавате ли тоа во денешното новинарство? Тешко се препознава сега, видите, многу е сега дневно новинарство. Денеска да е дури уште повеќе што не се прашуваат двете страни. Луѓето, ако сакате да оцрнат, ќе ги измисли за вас, а нема после тоа демант. Демантот изостанува и да го има, го нема демантот. Знаете што многу луѓе по тоа време може да не го слушнат демантот. Слушнале едната страна и затоа се дава двете страни во исто време, за да може оној што го следи во исти момент да ја знае правата да направи вистина. дистинкција. Правата вистина и навистина тогаш кај човекот се добива таа правата слика и на проблемот и на тоа како да се реши или кој е виновен во дадениот момент за таа работа. Постигнавте за многу. нас и за нас, се извинувам уште една шконичка за тоа, како кога зборуваме за новинарство, за нас да пуште спекулација, лага, тоа беше чисто забрана. Забрана, моето срце не го дозволуваше тоа, мојата душа, етикета новинарска, веќе ние имаме кодекс, не ми дозволуваше да пуштам за некого лага или спекулација. Ја ќе го критикувам, али со аргументи, за да можем да помогнам за решавање на тој проблем или да кажеме овој случај за да биде подобро на тоа стопанство, на таа организација и така натаму. Така, постигнавте многу во новинарството. На што сте особено горд во вашето многудецениско работење? Горд сум што сметате за ваш најголем успех? Што создадов доста нови кадри. Веќе во телевизија кога се вратив 72 година, стана веднаш дописник на УРИ, на дописна редакција, формирав дописна редакција од 52 луѓе да имате шеф да бидете Широ Македонија. Во цела Македонија. Тогаш се пресели во Скопје, бидејќи таа работа бараше да бидам веќе во Скопје. Второ бев семеен човек, веќе нормално перспективата таа беше во Скопје да се биде. Второ што беше исто важно, многу нови емисии создадов, многу репортажи. Тоа репортажи за многу градови, не само за во Македонија, надвор Македонија, за она
и надвото од нашата земја на крај крајшта, известував и еве патем благодарајќи токму на тоа 1977 добив големо признание од Сдруженијето на новинарите на Македонија и добитник сум на престижната награда Крстен и Сирков. И тоа, замислите, за репортажа како живеат македонците во Воеводина. А македонците знаете од кај беа, токму од овие краишта наши најмногу и најдово на вистина во Јаболка, во Качарево, со свој луѓе што се родени во Крија Паланка, во Кратово, во Куманово и така натаму. Македонски брод и од цела Македонија ли ги имаше многу од тука. И направив една емисија која неколку пати се емитуваше и заслужено добив таа награда. Тогаш не се добиваше така, наградите навистина мораше да бидат заслужени, обработени, прифатени од гледачите, но беше интересно кога ја зборувам таа репортажа, македонците живееја како да живеат во Македонија таму. Тогаш. Но после, кога дојде Слободан Милошевиќ, отидов инкогнито таму, да видам. Од тоа скоро нема ништо. Сите имиња што беа на македонските дејци, на Пито Гули, на Гоце Делчев, се беа што улиците нови добија, српски презимја. Културно-уметничко друштво Гоце Делчев доби ново име, школата доби нови Гоце Делчев, беше и така натаму. И беше тоа доста чудно и направив нова репортажа пандан над првата, како било, некогаш како и е сега. И го пуштивме на телевизија, тогаш бев уредник на исто една многу јака новинарски клуб, емисија на телевизија, беше новинарски клуб многу гледан. Го пуштив, ја пуштив наградената емисија и сега што се случува, тоа е многу битно во новинарството. И зависите, човек да се фрапира колку тоа лошо, кога ќе се замеша политиката во националностите, во она што се гради, што се мостови за зближување на луѓето, јазикот, културата и така натаму. И среќа што сега ме информираат овие нашите од Крија Паланка што ги посетуваат почесто Јаболка, Качарево, екскурзивни патувања и нашите други пензионери кажуваат дека пак се врати македонскиот јазик, таму се враќа во школите, во културно-историско друштво и сега се дури носители на тоа зближување на Македонија со Србија, со Воеводина и така натаму. Мислам дека тоа беше нешто што и сега се гордам што сум го направил како новинар по својата новинарска професија, да не ви кажам како уредник на дневник бев 20 години. Знаете што значи тоа? Тогаш мораше дневникот да почне точно во 7:30 или во 8 часот, немаше друго. Ќе правите што сакате, а немавме ни мобилни телефони, немавме обични телефони и други интернет. Се тоа дојде подоцна. И модерни средства за работа и комуникација кои што го олеснува денешната работа. Сега исто работам на интернет, работам на компјутер како да сум младиш. Мојата последна книга, нашите пензионерски време сами ја обработив на мојот компјутер и така натаму. Но тоа се други времења. И полесно денес? Па многу полесно за право новинарство, ако сакате, вие ќе може да добиете информација. Полесен пристап до информација. Полесен е што секоја добра информација мора да проучувате. Не можете вие се добро што проучите вие кои сум, што сум, како да дојдете, ај представете се кои сте, како сте. Така. Тоа не е новинарство. Тоа треба да знаете како дишам, како создавам, како говори мојата душа. Ако сакате да направите добра емисија, ако не сакате да направите добра емисија, тоа нема ништо тогаш. Тоа ќе биде муабет заради муабет. Ова навистина поставите прашање оние како што одговараат на темата денеска што имаме за мојот град, за градовите што ги почитувам, Крија Паланка и Кратово, односно за овој регион во кој имам доста вложено како новинар за негова афирмација. Регион во кој сум и израснал и што ја живеел и младоста, па и зрелите години со задоволство. Така, бе ве запрашала,
следите, предпоставувам, не постои можеби ни ден, но ни можеби ни час, без да проследите што се случува најново, најверојатно вести, можеби тоа е веќе професионална деформација, ако смеам така да ја наречам. Им замерувате ли нешто на младите новинари како мене и останатите? Што е она што ви пречи на прв поглед, што е она што можеби треба да се коригира најпрво? И кога сум бил уредник, никогаш не сме почнала информацијата вестникот со лошата вест. Лошата вест може да ја кажете кога сакате. И пак ќе биде лоша. Пак ќе биде лоша, али се има ред, нешто прво. Еве сега ако слушате луѓе што се јавуваат и вака на тие јавни дебати и така натаму, на многу луѓе им смета што телевизијата, општо телевизијата не е тој сервис, па и воопшто и приватните и национални телевизии, сите телевизии не се она да ги анимира. Да ги анимира во позитивна смисла на зборот. Значи сакам јас главната цел на секоја телевизија да биде токму тоа, не да критикувај, али критикувај со усул, со стил, за да ти биде подобро, за да биде како треба да биде. А најлесно е да критикуваш. Самата критика е станува критизерство. Посебно во провинцијата станува нешто многу лошо, што провинцијата има па нешто таа завист и така натаму. Ако нема човек во историјата кој ја задоволил, да кажеме отворено, законитоста на провинцијата. Законот на провинцијата не може никој да го задоволи. Што да направите? И да умрете, не го задоволувате. Ни тоа не. Значи, и не треба да... Затоа законот на провинцијата треба да се секогаш надминува, посебно во новинарските кругови, за да може да помогнете тој бранд, тој пулс да иде кај гледачите. И да се шири. Да се шири. Да има позитивна реа, она што мириса на информација. И тоа е битно, и тоа е европска телевизија, тоа е светската телевизија, правата светска телевизија. А најлесно е да измислите нешто, најлесно е да направите зло. Да најдете нешто. Еве јас имам и своја мисла за таа работа многу јака. Горки рекол да бидеш човек гордо звучи. Јас велам, моја мисла која стално кажувам, ако не се радуваш на тоѓата стечен си човек, радувај се на се. Радувај се дека си жив. Радувај се на вистина дека нешто си постигнал. И радувај се секој ден ако треба да се насмееш. Радувај, биди задоволен од тоа сега денеска што ви имаш, со надеж. Што постоиш во денешнината. Во денешнината, со многу голема надеж за подобра иднина. Секој треба да има надеж. Заложба да биде уште подобро. И тоа не влече напред. И мокноста е да им се даде надеж и на останатите, не само. И има позитивна енергија. Зошто да немаш позитивна енергија? Да те радува се, да можеш да помагаш и така натаму. Јас мислам, она што сум постигнал со голем ентузијазам сум го постигнал, а уште повеќе со ширина таа позитивна енергија. И мене, јас затоа ја добив и таа за личност на годината и други награди. Но добитник сте и на најголемото државно признание, наградата 11 октомври. Сигурно ќе разговараме и тоа е гордост за секој човек, но битно е да кажем за личност на годината 2012 мене бира читателите на Нова Македонија. Значи тие почувствува дека таа личност што шири таква енергија, која шири... Веќе бевте на чело на Сојузот на Сдруженијата на пензионери. На пензионерите. И навистина направиме од таа пензионерска организација нешто што е за нешто за поздравување. Направиме, таа беше во еден информативен мрак. Не се знаеше дека постои една сила од околу 200.000 луѓе, што таа почна 46 година со формирањето. Следната година се одбележува и јубилејот. Јубилејот 70 година, а 46 година со само 500 луѓе. Веќе во 60-те години имаше 50.000 луѓе, од 70-те околу 80.000 луѓе и така се шири. Сега имаме во Македонија 300.000 пензионери, од кои
250.000 се редовни членови во Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија. Тоа е навистина сила, нешто што треба да се почитува, али треба и да се создаваат услови за една таква сила, за едни луѓе што го изградиле тоа што денеска го имаме како благодет, и луѓе кои заслужуваат да имаат достоинствена старост. Иначе, кога сум кон со ова работа која зборуваме за новинарството уште, ќе продолжиме сигурно и за пензионерското организирање. ангажман, така. И тоа, да ви кажам искрено, прво, многу битно, кога зборуваме посебно и за новинарство, сакам да помогнеме, да афирмираме културата, да афирмираме како новинари, да афирмираме нешто, нашиот идентитет да оградиме. Бидејќи само тој не одржал, толку векови не одржал, така може да не одржи и понатаму. Бидејќи песна, игра, музика, она што се никогаш доволно. Не, и треба тоа да се шири, тоа не одржувало и така натаму. Или ова старите зданија, зборувам за Ајдочка чашија, зборувам за Јоаким Осоговски, зборувам за Куманово, една Соколана. Биле центри на збиднувањето. Тоа центри е баш од така, тука имаме и книгата на... Имаме книга Соколана, нашата гордост, од Маријан Стошевски. Тоа идната година, 85 години од како е изградена Соколана. Соколана беше нешто што беше гордост на сите кумановци нас, а камо не новинарите. Тука во Соколана кога се одржува нашите... Главен извор на информации, предпоставам. Таму се одржува зимски кошарски турнири, учествува најголемите, најаките кошарски екипи од цела Југославија, од Црвена звезда, Партизан, од Трешњевка, Локомотива и така и навистина треба повеќе да сме присутни на ваквите настави. Направи добра работа што мислам Куманова треба Соколана да ја смета како свој символ не само на спортот, туку и на дружењето, на убавото живење, на урбано живење, претпоставувам. Јас себе да ви кажам за мојот живот Соколана па е многу поврзана и емотивно, што сум израснал покрај Соколана. Таму сме играли кошарка, сме се дружили со... Вие сте биле и тренер на одреден период на кошаркарска екипа. Па малак, на гимназијата имаше добра кошаркарска екипа. Спортувавте ли самиот активно? Да, кошарка малку играв, али не бев во тие висини, бидејќи како единец не ти даваат сестрите многу да ти скршат нога, да не те удрат, да не... Знаете, тоа си беше... Ограничен раст. Ограничен раст. Со законитоста на сестрите. На второ и на мајката, нормално и на родителите. Но многу известно за спортот. Сум го афирмирал еден Русевски многу и секојаш е благодарен за таа работа. Ливановски, другите боксери, кошарката, спортот, не зборувам за фудбалот. Сум одел со нив ни сите нивни настапи, ни си го слави како второлигаш и јавно сум известувал, да кажем, бев првиот новини кој директно известуваше од тие надправи од Куманово за македонското радио, имаше неделно спортско попладне и така натаму, и на телевизија известуваме, сакате одбор, сакате од Варачи, сакате секаде. И може уште многу да говориме на таа тема. Да не зборувам за настаните во Белград и така натаму, но Соколаната е во основа што за мене лично една емотивност. Таму, значи, јас... Таму ја прославивте вашата свадба. Свадба, да. 50 години сега славам. Честитки за златниот јубилеј. Благодаря златниот јубилеј. Веќе прославиме. Јас сум регистриран на 11. На символичен датум. Да, на 11 ноември, денот на ослободувањето на Куманово. Темпиравте ли овој датум да биде запишан за секогаш во вашиот живот како убав момент? Свадба направивме во Соколана, тоа беше реткост некој да прави, тоа беше привилегија на... Голема свадба ли направивте тогаш? Голема свадба, бејќи тоа вистина, а мојата господја е од Карапска мала Кумановка, така да
исто од добро семејство и да вистина направиме и ова свадба, а беше најинтересантно што на самата Куманово славеше тој ден ословен со многу свечености. Не венчаше Јездимир Богдански, кој по тоа време беше председател на град Куманово, кој напушти од свечености само да не венча, да венча еден нови непознат веќе телевизиски, радионовинар и така натаму. Имаше ли тогаш папараци? Немаше папараци, немаше. Тоа беше, папараци се нешто новитети во кои личностите кај нас беа многу, самите внимава што ќе се случува. Немаше потреба некој да следи и да бара грешки. Да бари да грешки и да што грешките може да ви исправа. Цензурата сами си ја правевме бидејќи автоцензура, малку бевме, да кажеме, личности со таква популација, што ја ценеше популацијата како медиум, телевизиски и радио, и малку бевме толку славни. Папараци бара да бидеш премногу славен за да те, и го почнуваш да се забораваш, да те заборават, намерно ги повикуваш да ти направат ова, за да пак да се направи фама. Пак да дојдеш на насловните страници. А тоа е чиста глупост, по мене недозволива во нашето време, сега новите времења да си прават. И во филмот. И да ви кажам, те и сега не ме интересира за ние на личност што и се случува. Интимата е интима, затоа секој интима. Треба да остане во себе. И во најтесниот круг. Во најтесниот круг, а не сега да знаат сите дали овој со овој бил или еве пример за познатите личности, посебно во естрадата, што се случило, те било со овој и многу ти имат измислувања. Нема точности, нема она што зборевме на почетокот, потврда на тоа. Вистинската информација да биде така. Потврда ги прашаат двете страни дали е тоа така. Дали е тоа и пораката до која би ја упатиле до сите новинари? До сите новинари, тоа е голема порака. Моето искуство покаже и таквите новинари, да ви кажам искрено, во моето време многу брзо пропаѓа. Правото новинарство, тие што станаме толку новинарство, се одржа само со вистината, со ширење на вистината. Веќе вистината кога шири, еве реков, моите книги, 18 книги се на вистина аргументи. Аргументи во кои може да најдете вистина, во која да вистина може да повторно и после 100 години ако читате, може да сватите дека тогаш во тоа време тоа реалноста било тоа. Реално, не измислена работа и така натаму. Смеам ли да го заокружам овој сегмент за кој што би говореле, вашето новинарско долго, богато искуство со она што вашите колеги и наши колеги го кажаа за вас како новинар? Благодарам. Со господин Драги Аргировски не врзува долгогодишно пријателство, познанство, професионално и приватно. Со него се познаваме од 1974 година како дописник на радиотелевизија Скопје од Куманово, а јас во тоа време бев во радио и наш весник во Куманово. Носиме многу добри сеќавања за таа соработка како колеги, како новинари, бидејќи тој беше поискусен, така да имавме со него добра соработка, размена на мислења, посети на разни настани, каде што се ние надополнуваме како колеги, како новинари. Мене посебно ми е драго што со одењето на Драги Аргировски во радиотелевизија Скопје, јас го заменив. 4 години бев дописник на телевизија Скопје, каде што постојано одржуваме контакти за најразлични настани кои треба да бидат застапени на телевизија Скопје од подрачјето на Куманово, Крива Паланка и Кратово. Драги Аргировски е еден од доаените на македонското новинарство.
а особено што е тој Кумановец, па чест ми е да кажам дека ете имаме ние Кумановец кој дури 1961 година направил прв прилог телевизиски на македонски јазик. Многумина од помладите колеги научиле од него, на многумина им бил предпоставен, на многумина ги подучил и мислам дека тој е значено име во македонското новинарство. Драги Аргировски, и како колега, новинар, соработник, а во исто време и како председател на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Република Македонија, навистина е еден отворен, исклучително комуникативен човек, кој што знае да ви ги даде вистинските одговори на вашите прашања. Веднаш создава една непосредна комуникативност помеѓу новинарот како колега или новинарот соработник и навистина со оглед на сето негово огромно искуство ве става на едно рамниште заедно со него и ве охрабрува, знае да ве мотивира и знае да ве пофали ако тоа го заслужувате навистина и е човек кој создава доверба во она што го работите, ве турка напред да го сработите тоа што најдобро што можете, а во исто време како новинар и како публицист со своето искуство знае да ве поттикне на соработка, еве во конкретниот случај на соработка во списанието Пензионер, да ве мотивира и да ви каже што се бара од вас и вие тоа на најдобар начин да го пренесете. Навистина немам зборови од една одлична соработка што имаме воспоставено со господинот Аргировски. Говоревме можеби за минатото, она што е денешнината, вистината е дека вие сте многу активен и признат актуелен председател на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија, кој што веќе втор мандат стои на челото на оваа најголема, може да речеме слободно, невладина организација, невладино здружување на пензионерите. Со што моментно сте преокупиран вие како лидер на пензионерите од државата и кои се тековните активности кои што би ги споменали и етаблирале? Па видите што е прво едно големо признание, втор пат да ви изберат едногласно. Значи, во тие минати 4 години сте биле сигурно со добри резултати, а посебно признанието што го развив тој информативен мрак преку воведување на пензионерски видици во Нова Македонија. Тоа мој проект е пензионерски гласник наш. Имате така ваше списание? Плюс, тоа е за сегашни и за идни пензионери. И еднаш месечно излегува? Еднаш билтени од спортските надпревари, од ревиите и така натаму. Бројните и бројни активности. И посебно 5 книги посветени на пензионерската проблематика, што нема никој, не само во Македонија, толку книги напишано за таа проблематика, туку и на Балканот. Така да, што е сега моментално, еве ние имаме деновиве седница на извршниот одбор, таму имам прекрасни луѓе, 20 истакнати активисти, тоа може да се каже мала влада во Македонија, веќе се тоа луѓе со факултети, со магистри, завршени и така натаму. И што е најбитно, од сега правиме нов статут, кој по европски трг се прави. Се што правиме сега, ние правиме Ви следите модерните европски трендови, предпоставам. Да. И она што го правиме со нашите активности, навистина заслужува респект, тоа што нашите реви на песна, музика и игри, на последната ревија ова година, тоа пета по поред беше, иначе вкупно со регионалните реви веќе 13 години, 14 година ќе биде ова, одржуваме реви на песна, музика и игри, каде пензионерите пеат, играт, излегуваат со многу приноси и го враќаат во живото на заборавеното во тоа фолклорот и традицијата, обичаите, така натаму. И Министерството за култура ги прогласи овие реви за национален интерес на државата. Тоа многу значи.
Значи, покажавме дека имаме прекрасни пејачи, дека имаме прекрасни играчи, играоци и така натаму. И уште повеќе кога сум кај таа култура, ние ова година, веќе 6-та година исто по мој проект, учествуваме на фестивал Трето животно доба, меѓународен фестивал во Лјубљана. Неодамна се вративте од таму? Да, и да ви кажам, таму 6 години веќе ги усвојуваме гледачите од Европа. Таму не само што играат, што пеат. Таму имавте одредена екипа која представуваше целата држава. Првата година на 10-тиот фестивал беше Куманово. Прекрасни впечатоци стави. И тоа беше платформа да продолжат секоја година македонците, нашите друштва да учествуваат. Најдобрите на ревијата Републичка ги прогласуваме и ги праќаме на тој фестивал. А тој фестивал има и друга улога, има улога и на третирање на проблемите пензионерски. Таму имавте вие ваше излагање, на која тема говорите? Ова година токму тоа активно старење, што треба се прави за активно старење, уште повеќе награска што дадов за нашите постигања на тоа поле, бидејќи покрава за реве што спомнав, зборуваме 20 години, имаме годинава на спортски надпревари, на кои 11 дисциплини учествуваат најдобрите спортисти пензионери. Тоа кога ќе видите со каков елан тие го влечат јажето или трчат или играт шах, домино и така натаму. Во третото животно доба. Тоа ќе бидете изненадени. Јубилеј 20 години, тоа нема никој на меѓупензионерски организации на По тој повод е промовирана веќе и монографијата. И сега што е најбитното во сето тоа? Во сето тоа е најбитното што сите наши активности со вестникот, со ова што го постигнавме на ниво на соработката со владата, со Каква е вашата соработка со локалните власти, со националните власти, со владата? Видите, без нив сите овие резултати не може да бидат остварени. Ние имаме 400 клубови во Македонија, благодарејќи на таа соработка со владата. Без оглед од дали е од владата е локална, во локалната власт имаме и од опозиција, неколку да кажем градови имаме само од ТСДС, има неколку градови од ДПА и така натаму. Со сите нив или центар со Женовски. Со сите нив ние соработуваме во интерес на пензионерите. А со власта ние сме репрезентативен партнер со власта токму за сите прашања што се за пензионерите, за третото животно доба и за старите лица. На тој начин, бидејќи Европа кажува, треба да соработувате со власта за да ги решавате проблемите. Решивте ли дел од проблемите на пензионерите? Голем број. Прво предложивте ли вие ваш некој проект кој што веќе го имплементираше власта? Редовна пензија добиваме до 6 месец. Тоа прво се добиваше на 3 дела. Се добиваше прв дел најмалите пензии до 10 во месецот, па до 20 месец тие со средна пензија. Колку е значено ова редовно примање на? Многу е значено, бидејќи секој знае дека до тој редовно се добива и редовно се зголемува. Во последните 9-10 години пензиите се зголемени во Македонија околу просечна пензија околу 72%. Од 7850 сега пензијата во Македонија е најниската. Просечната. Просечната е 12.370 денари. Тоа е значи негде околу така во евра ако ги направиме, имаме 212-213 евра. Просечна пензија. Поточно, тоа е највисока пензија во сите просечна пензија во сите наши окружувања. Србија има 190 евра просечна пензија, еве сега најавија нив од нова година 1%, им се 1,25% и има доста разочарувања кај нив, кај нас ќе се качи околу 5%. Задоволни ли се пензионерите? Вие сте во постојан дослуг со сите здруженија, така барем изјавија вашите соработници. Ако ги гледаат споредбите кои прават со една Албанија која има 135
евра просечна пензија со една, да кажем, Бугарија која има околу 130 евра просечна пензија, рекорд за Србија. И тогаш за Косово, да не ви кажем 120 евра и така натаму, треба да бидат задоволни, али најмногу се задоволни тие што со пониска пензија, што е наша и должност, да ги повеќе да добијат тие, да биејќи ние сме и како здружение, и како сојуз солидарни. Кај нас е хуманоста, кај нас е тоа и единствено може да бидат незадоволни, а не треба да бидат незадоволни, тие со највисоки пензии, биејќи ако се даваше само со согласување на пензија они што барат, тогаш ќе добија само 4-5 денари, големување, сега добива по 600 денари и така натаму. Линеарно. Така да и тие треба да бидат задоволни. И тоа ако бидат добро информирани, ако сакаат да бидат добро информирани. Имате некогаш и луѓе, родени се такви луѓе. Не можеме да колку да му кажувате вие вистината, колку да го убедувате. Тој е роден како критизер и ќе се остане критизер. Но тие се, фала Богу, многу помалку. Веќе еве за ова околу од тие 300.000 пензионери во Македонија, 250.000 поздравија со аплаузи. Така. Така да одредени други проекти кои што другите исклучително проекти ги тангираат проблемите на оваа категорија граѓани се имплементирани веќе, им се допаѓа ли бесплатната банјско-климатска како рекреација? да не ви се допаѓа досега 33.000 пензионери со пониски пензии кои користеле тоа. Замислете 33.000 година уште 5.000 веќе беше распишано да си за таа работа. Таму кога ќе видите вие, ќе видите колку среќни лице се тоа, колку првпат дошле до бања, таму се прави рекреација. За нив значи излегувањето од дома, значи живот. Ако останете, знаете што значи за пензионерот? Ако остане сам, осамен, ако остане само во 4 зида, тоа доаѓа до таа депресија, меланхолија, до болести и така натаму. Пензионер кој се движи, пензионер кој навистина го шири пријателството, тој нема многу време за старење. Има да мисля од Кафка, баш сакам да ја прочитам за таа работа. Вика, младоста е среќна, зашто може да ја види убавината. Секој што ќе успее да ја задржи таа способност, никогаш нема да старее. Кафка, чешкиот писател, многу убава мисла токму за оваа проблематика. Треба луѓе да се движат, треба да видат, да го шират пријателството, да знаат дека и во тетој живот има живот. Зато се вика тето животно доба. И посебно што ние имаме пикник средби по 8, по 9.000 луѓе присуствуваат на една оравојца и така натаму. Што сите со екскурзии ги прошетаат сите убави места во Македонија. А уште повеќе што со хуманоста, со она што како хуманитарна активност ја даваме, тие што се неподвижни, што се истоштени, имаме акции заедно со Црвен крст да се посетат, правиме социјални карти, правиме социјални карти. Проектите за грижа за стари лица во домашни услови, особено во Крива Паланка. Крива Паланка е пример за тоа за цела Македонија, сега и Скопје го има, и Велес и така натаму, тоа се шири, ќе се шири понатаму, тоа е наше настојување. А најголем проблем за кој постојано удирам јас на сите камбани што викаме, на сите звона, проблемот е со тоа што ние старееме како Македонија. И што треба што повеќе домови на пензионери да се градат, што повеќе старски домови. Тоа е еднината. И мора да сватиме, еднината е што поголем млади да се вработуваат, да создаваат средства за стари лица, но и да, еве, најновите податци што ги зедов од ПИО, бејќи сум член на управно на ПИО, податоци што кажуваат дека третина дека вака околу 91.000 пензионери се со возраст до 65 години. Статистиката кажува дека 72.400 пензионери се на возраст од 66 до 70 години. Нешто помалку од 100.000 лица имаме на возраст од 71 до 80 години. На возраст од 81 до 85 години имаме веќе 25.000 и 26.000 пензионери. Тоа не е мала бројка. А имаме 10.000 веќе од 86 до 95 години. Тоа порано било голема реткост. Значи,
Тоа се постигна од 80 години, имаме значи веќе 37.000. Животниот век во Македонија изнесува сега 75 години во просек. Прво беше многу помало. Жените живеат веќе во просек 76 години, а мажите 73. Тоа е просечен век на мажите во Европска унија, исто така во тие рамки 77 години, на жени 82 години, значи го имаме тој просек на Европа. А тоа е се благодарност нови наши активности. Се подобруваат ли условите за живот на возрастното население така? Се зголемува грижата за старите лица. Да кажеме, тоа е за поздравување, тоа е за претпоставам. поздравување и за тоа бараме сега да се градат и нови пензионерски домови. Дали тука сте во дослух со власта, бидејќи тие имаат одредени поволности, субвенции за луѓето кои што ќе решат да градат приватни пензионерски домови? За тоа беше наше инсистирање и мислам тоа инсистирање помага. Тоа наше барање што еве сега веќе најавено дека ќе почне изградба на царски доми во Скопје и тоа сега вкупно во Македонија имате во државни домови на пензионери каде е за тие со помали пензии каде малку се плаќа, не приватните сепак треба да имате пара за помоќните финансиски. Да. Меѓутоа кај нив сега се градат има околу 580 државни легла во пензионерски домови сега. Што е многу малку. Тоа е многу малку, затоа инсистирам повеќе. Меѓутоа за 3 години сега веќе најавено да се изградат 510 нови. Тоа веќе да се дуплира бројката. Да, и тоа многу ќе значи. Тоа посебно што сега се чекат по 5-6 години човек да влезе во тие домови на пензионери. Тоа е многу за тие стари луѓе, веќе сосема веројатно дека можеби нема да се ова. Еве сега замислете сега и ова не ви го кажам, многу битен податок. Сега имаме 9 мина 100 годишњаци веќе. 14 се со 101 година. Од 102 до 105 години веќе имаат четворица. Со 106 години еден и со 108 години двајца пензионери. Најстариот пензионер во Македонија, односно како пензионер што зима пензија и тоа долго време, имаме 113 години кој живее во Сингирич во Скопје. Значи, со други зборови, тоа покажува дека и ние старееме како држава, како нација и мора да се грижиме токму што може повеќе за старите лица, да градиме нови домови на пензионери, да градиме културни домови за нив, да градиме центри за дневен престој, да се интегрираат во секојдневниот живот, се уште да бидат активни. Нивна, да продолжи ова наша активност на спортско културно поле, екскурзиите и така натаму, да се обновуваат клубовите на пензионери. Ние имаме во Македонија, благодарејќи на таа соработка со локалната суправа, околу 400 клубови, во кои неделно 150.000 пензионери циркулираат. Тоа е во Криопаланка, тоа речи половина од пензионерите се. Во Куманово и така натаму, тие циркулираат таму, се дружат, таму читат вестници, гледаат телевизија, таму еве за оваа емисија веќе најавија ќе организираат во клубови да се гледа во Куманово, во Криопаланка, во Кратово и така натаму. И исто што е најважно во тие клубови доаѓа до таа права социализација, прав соживот. Замислите вие, ја што реков, само така може да одиме напред. Само така тие луѓе секојаш ќе се борат за мир и за подобро утре, за подобра иднина. Токму така. Споменавте бројни пензионерски клубови. Здруженијата од регионот исто така се значително активни. Тие вам ви порачаа дека треба да продолжите да се борите за нивните права кои што успешно ги реализирате. Дали може најпрво да слушнеме што тие кажале за вашето работење, за вас како личност? Јас за него имам висока оценка, прво како работник, кој што има своји вредности. Овие негови вредности, кои секојаш ги кажува така како што мисли, како што се најдобро за пензионерите.
Во него зрачи енергија, ентузијазам, која може на сите места да влезе, да помогне, да развие смисла, чувство на активитет кај пензионерските раководители, кај раководството на пензионерите. Тоа е пример како треба самопреговорно да се бори за остварувањето на правата на пензионерите во Република Македонија. Сите здруженија во Републиката со Сојузот дојдоа на едно многу по-високо ниво благодарејќи на неговата активност, на неговата умешност во поставување на тие обврски што произлегуваат од нормативните акти на Сојузот. Тој најмногу ја почитува работата на луѓето. И ја цени работата на луѓето, што е најбитно, и е спремен секојаш да секој председател или секретар или подпредседател, кој било да биде примен во неговата канцеларија, нормално и секој пензионер ако некој прашање му е потребно да биде преку него решено. Прифаќа критики, но веројатно и критикува. Укажува на она што не е доволно, што недоволно се активира. Уме ли да биде строг? Секој пат ќе благ, секој пат ќе расположен, со ведро лице, со ведар дух, и тој е пример на еден изразито хуман човек со кој може многу убаво да се соработува. Тој знае многу да каже, бидејќи е многу писмен човек. Многу писмен човек, многу вицеви знае. Знае да заигра, да запее и све оно што е потребно за еден човек кој се дружи со луѓето. Вече ги. Овие негови вредности, овие негови способности се веќе пошироко признаени. Со Сдруженијата на пензионери на Куманово многу здруженија треба да се огледуваат. Тоа е пример како треба едно здружение да работи. Тоа има посебно многу јако културно-уметничко друштво кое секаде достоинствено не представува и се единствени во Република Македонија кои со наша помош кои имаат драмска работилница. Единствена на Балканот, пак со таква возрастна категорија на лица, куриозитет. Тоа е куриозитет. Еве јас ги знам околу тоа, ни еден од нив не бил пред тоа артист. Веќе јас сум следел доста сите татарски представи. И јас лично имав можност да присуствувам на една нивна представа и истото го артикулира. Од да кажеме последното сомнително лице пред тоа Белка, Шути и Рогат и така натаму, се тоа се хитови за пензионерите во Македонија. И постојано се барани, постојано се прикажуваат ширум државата. Да, у кафанче, против станче и така натаму и други, тоа навистина нашите пензионери од Македонија со задоволство ги прифаќаат. А уште повеќе што нивното културно-уметничко друштво е веќе познато и надвор од Македонија, веќе достоинствено не репрезентираше во Љубљана на 10-тиот фестивал пред 6 години, и секаде низ каде води низ Србија, во Бугарија, секаде се и прави амбасадори на Македонија. Но и самото друштво, самото здружение на пензионери на чело со председателот Спирко Николовски, подпредседателката Љубица Кузмановска, која е пак во тие спортски надпревари меѓу првите веќе 20 на години учествувала и така натаму. И ја бива скоро за сите работи, говорики на отворено, и ми е мило и тоа. Тие постигна јас да се гордеам со тоа културно-уметничко друштво и да зборувам дека и да укажувам дека и другите така да треба да работат. Имат голема соработка со многу други организации, со Кочани посебно, со Скопје, со Газибаба и други, и така ги разменуваат мислите, разменуваат искуства и така можат напред. Големи резултати има и Хрија Паланка, каде што Славко Стојановски го председател, малку и Иван Ангеловски, навистина покажа дека
и тоа удружение има добри резултати. Беа прекрасни домаќини на регионална ревија на песни, музика и игри и ова година пак на Регионалните спортски надпревари и така добија признание поради сите тие своји активности и 8 Тие се добитници на 8 октомвриската награда годинава. Еве и на овој начин им ја честитам, заслужено ја добија, требаше да присуствувам и да кажам неколку зборот за нивната активност, користам и на овој начин да кажам дека навистина добро работат. И во Кратово дружението што го води Ључо Ангеловски имат резултати добро, но треба они да појдат да почнат да ги достигнуваат резултати што ги има Крива Паланка и Куманово. Така, тие се лика и прилика и одлична слика за како што и претходно напоменав, најголемото невладино здружение во Македонија, кое што пак бележи следната година голем значаен јубилеј, 70 години. Што значи да се здружува една ваква популација 70 години? Како ти се одбележи тој јубилеј? Имате ли нешто посебно зацртано? Има веќе во мојата визија, сработам секој со визии и сумот од тие луѓе што ги остварува визиите, бидејќи моите визии секој се постулат на тие визии стварноста, она што може да се достигне. Визијата ќе направиме една убава монографија за тие 70 години, бидејќи има со што да се пофали ова најмасовна, невладина, неполитичка, мултиетничка организација. Ние сме пример како треба младите генерации да соработуваат. Имаме таа меѓугенерацијска соработка на најдобро ниво. Имаме соработка посебно меѓуетничка, што сме пример за младите генерации. Ние еве во овие мои 5 години како председател, немаме ни еден ексцес на тоа поле, ни еден ексцес што сигурно за една невладена масовна со 250.000 че многу значи. Бидејќи знаеме тој соживот да го и канализираме и знаеме тој соживот да го правиме да не зближува, не да не оддалечува. Значи, да биде тоа предноста на нештото. Тоа. Значи, идната година имаме една друга работа што е многу битна. Како ќе правиме 14-те регионални реви на песна, музика и игри и добитникот на најдобрит пак иде на фестивалот во Љубљана на 16 поред и 21 година ќе имаме спортски надпревари, но сите тие ќе имат и дух на ова што е 70 години на пензионерското организирање, ќе има доста комунитарни активности, нови пикник средби, свечености, свечена академија, така да навистина ќе има што да се пофалиме и имаме уште поголеми активности отколку што е оваа година, бидејќи самата свечност дава нов импулс кај секој пензионер да се покаже уште повеќе на секој тоа поле. И да се активира, така. Да се активира. Имаме една исто замисла која прифативме, бидејќи рековте за успесите што ги постигнавме во Љубљана, таму имаме дури и средба со сите писатели на сојузите на Друженијата на пензионерите на Балкан, на Југоизточна. Тоа се веќе вашите меѓународни активности по кои што сте познат, а и мора да споменеме бевте избрани за лидер на пензионерите на Југоисточна Европа. И тоа што значи тоа? Благодарам и тоа. Значи, токму тоа, значи, тие искуства да ги пренесуваме и нашите они да ги служат на нашите пензионери и вашето дружение како пример. Па да изберат, веројатно тоа било најважното, што ваков вестник немат никој од овие друженија на пензионери сојузи во Југоисточна Европа. Како го добиваат пензионерите овој вестник? Го добиваат бесплатно? Бесплатно го добиваат, во клубовите може да го прочитат секојаш, го има на нашата веб страница, има многу јака веб страница, сите. Ги следите сите модерни трендови на информирање. Да информираме. Имаме од првиот до последниот билтените, од првиот до последниот билтен, така може секој да ја најат нашата историја, нашите активности, може да учат и така натаму. Учат од тоа? Како не, али сега кога бе во Србија, да кажеме, они уште немат ни своја веб страница, немат свој вестник и не може и мора да кажа дека имаме од кого да учиме.
Тој јавно го кажа и во Албанија, тоа кажуваат и во Бугарија, кажуваат и сега кога бевме во Словенија, веќе по предлог на Словенија ме промовира во лидер на балканското пензионирање на југоисточна Европа. Тоа е големо признање, но тогаш на таа конференција на која се даваше Иво Вајгал, кој е одговорен за Македонија во Европа, европратеникот, во мојот реферат ја изнесо еден предлог и да годе по повод 25 години од независност на Република Македонија и 70 години од пензионерско организирање во Скопје да се одржи ревија на југоисточна Европа на песни, музика и игри со средствата од Европската Унија. Проектот е веќе пратен на разгледување и доколку во Македонија, затоа се бориме да има мир и среќа, ние веројатно ќе бидеме домаќини со средства од Европската Унија на една прв пат во историјата на овие простори, балканска ревија на трето животно доба на пензионерите. Знаете што значи тоа? Тоа уште едно ново зближување на овие простори на југоисточна Европа. Така, колку новинарството како професија со која што сте живееле и се уште живеете е заслужно за вашите сегашни успеси како лидер на пензионерите? Вие сте, мора да споменеме, и прв добитник на државната висока награда 11 октомври за публицистика. За публицистика и новинарство. И единствен сум со едно такво признание на Македонија. На национално ниво. Да, на национално ниво. Има само за новинарство имат добиено, али за новинарство и публицистика ова највисока државна награда не е тоа. Тука се вашите 18 дела кои што ги имате создадено, така. Тоа од кој 5, како што рековме, за пензионерско организирање, сега 6-та е навидување ќе биде посветено токму на 70 години пензионерско организирање, но ќе се вика, имам веќе работен наслов, аргументите ја осветлуваат вистината. Повторно новинарството доаѓа тука како главен лајт мотив. Од каде ја црпете целата таа енергија, ентузијазам за која што говорат и вашите соработници? Видите што е, тоа е сигурно една вроденост прво, второ што е најбитното што таа енергија тие постижња мене ми дават нов импулс за работа. Секој успех на Сдруженијата на пензионерите и мој успех. И секој мој успех е и на Сдруженијата на пензионерите. Значи, тие најмногу се они радува која добив новинарите, се радува и пензионерите која добив. Толку честитки добив и беше гордост дури кога ги читав тие сите честитки што ги добивав. И од новинари се веќе не само што дава импулс кај човекот, да една гордост нормално ја имате, но и благодарност што некој ја оценил таа ваша заложба, вашите успеси, да ја награди со една највисока државна награда за животно дело. Но и ве задолжува, предпоставувам, да продолжите. Да продолжиме тоа, да кажеме, тоа највисоко признание, сигурно многу задолжува. А второ, мора да кажем дека многу ми помош сопругата, моите деца. Тоа ќе прашам. Во сето ова, како наоѓате време и дали воопшто наоѓате време, колку време одвојувате за најблиските, за сопругата со која што веќе славите златна свадба? Видите што е, за секој успешен маж е успешна жена. Тоа е една стара поговорка која многу кажува, но да не сте во кожата на мојата господја, веќе многу работи мораше сама да ги издржи, веќе ја стално по пат, стално на настани. И дома кога ќе дојдам, јас во мојата работна соба пишувам, работам. Тешко е да се живее со новинар, сакате да кажете? Тешко, али кога ќе се навикне, мило е тогаш. И во дома имаме ние два двора. Имаме, јас живеам во стан на 3 каташна или со 2 двора, тоа во Скопје, во аеродром. И доста модерна работа, имам машки и женски двор. Таа твоите цвеченски става своето, али машкиот двор е и поголем и подобро уреден. И секогаш кога најоѓам слободно време и кога сакам да се одморам,
после голем напорен труд и на компјутер работи и така натаму, одам во дворот, седнувам и тоаш медитирам, уживам во цвеќето, уживам во околината на дворот и А кој двор го користите за заедничка средина? За заедничка зависи Женскиот? Зависи, да, зависи најмногу од гостите. А фала Богу имаме доста стално гости, и од Куманово, од Кријополанка ми доаѓаат, од Кратово и така пријателите. А кога сум кон Куманово, мора да ви кажам, една убава работа, што одека имам јас од две сестри, Данче и Весна Керки, и Годан и Звонко, машки деца од другата сестра. Ги посетувате ли често? Стално сме заедно и по мојата фамилија нема никогаш не било раздор меѓу сестрите четири, меѓу четирите зетовци, меѓу снаата и така натаму никога раздор имаме секојаш и сега и до веќе веков ќе биде тоа заедничко пријателство и така натаму. Без оглед на сите проблеми во животот, Кој што секој ги има. Секој ги има, но треба се одменуваат токму со тоа што сега зборевме како луѓе, како посебно крвта не е вода што кажуваат. Но што е најбитно, јас сум за нив Вујко, но сега сум и дедо Вујко, затоа што дедо Вујко сум за нивните деца, а веќе на нивните деца, веќе сум дедо Вујко. Така да и мислам дека сум и кај нив омилена личност, секојаш наоѓаат. Популарен ли сте меѓу на заедничките фамилиарни собири? Умеете ли да се пошегувате и на собствена и на сметка на останатите? Нормално е, јас сигурно вие мои пријатели ви кажувале дека јас создавам една позитивна енергија секаде каде сум. И во тоа догарување. Кумановец сте пред се, дали сте шеговиец? Многу сум шеговиец, со тоа што жалам што единствено Куманово има само 2-3 постни вици, другите се мрсни вици, но и тоа е дел од животот. А после во фаза на божитниот пост сме? Може да го завршиме со постниот виц, може ли да го завршиме? Може. Еде Кумановец. Најдобар начин. Да, стално подел по фудбал, жената му вика, добро е човече, еднаш остани, недела е денеска, биди со нас, со децата. Важи, вика жено. Кога дошла време да замине возот за да оди за Скопје, тој си оди и трчи на железничка станица и кај Бланико вика, да ми бе едно карто, и ме го прашува за куде. Па на своју жену не сам кажај, па на тебе ли ќе кажуј куде ќе иду? Така да, тоа е само единствениот. Иначе другите се вака, меѓутоа сите кумановските вицеви се создават една атмосфера убава и има Трајко Пачков наш токму од неговиот живот напишано посебно книга, колегата му е Трајко Пачков, книга токму на таа тема за тие вицеви. Они дури си правија, нивната генерација, веќе немаш тогаш телевизии, многу седенки, на седенки си прави за себе, сами за себе правија доста вицијади, така да. Така нас, ако сакате и сега останува виц Кумановски, не, ако не сакате кога зборуваме некоја тема, ако влезе некој што не сакате да ја слушне и да биде присутен во раси, и кажете и готово. И тоа во една тапка прилика, жената мисли да треба ораси уште да носи, па ги носи нови ораси. Така да секогаш да се одбере таа хумана нишка во животот и да се одржи во живот. Велам и ме радува тоа, бејќи човекот што се смее не старе? Не старе само и не мисли зло. Така. Човек што пее и што се смее никогаш не мисли зло. Така да останеме тогаш насмејани, можеби тоа е вашата порака еве во предвечерието на предстојната 2016 година, иако има уште малку време до тогаш. Што е вашата порака до сите пензионери, до сите гледачи на К3 телевизија? Би упатиле некаква посебна порака за следната година? Порака е најбитно е да се живи, здрави и весели, да ги дочекат сите своите радости, да им се остварат сите желби, посебно и на сегашни идни епизоди, и на сите ваши гледачи, и создавајте мирна атмосфера, создавајте убавина за утрешен ден. И создавајте дела. Едно од вашите дела, рековте дека ќе го намените за нашата телевизија, моето име е пензионер.
Кое е вашето второ име? А второто име, што е најважно, сакана личност. Почитувана личност, човек со честност. Тоа е карактеристика што ја кажуваат, но мојата најнова книга се вика Наши пензионерски времења. И реков која нова ќе биде, а првата, знаете како ми беше за пензионерското организирање? Неговото височество пензионерот. И тоа е, по мене, така треба да го гледам пензионерот како негово височество. Бики тој создавал толку 40 години за да дојде да биде пензионер и треба да го цениме како негово височество, за да има достоинствена старост, да има услови за таа достоинствена старост, да има активно и здраво старење. Така, ви благодарам на гостувањето, ми беше мило, оваа пријатна атмосфера, се надевам им ја пренесовме на нашите височества гледачите. Почитувани, вам ви посакувам пријатна вечер, многу насмевки, останете насмејани, останете позитивни и останете на програмата на К3 телевизија до следното издание на емисијата Интервју.